погледнеме резултатите од Гостивар, Тетово и Делчево. На овие места караваните на коалициите на ВМРО, ДПМН и СДСМ денеска, односно вечерва, одржуваат митинзи. Освен резултатите, говориме и за тоа какви се гласачките навики на граѓаните кои гласаат во изборните места лоцирани во овие градови. Одиме на почеток со графичкиот приказ за Гостивар. Коалицијата предводена од ВМРО, ДПМН, првиот митинг денеска го одржа во Гостивар, град кој е дел од 6-та изборна единица. Во овој град во 2011 година коалицијата на ВМРО, ДПМН освои 6777 гласови, односно 18,7% од гласовите. На парламентарните избори пред 5 години во Гостивар својот глас за коалицијата предводена од СДСМ го дале 15,1% од гласачите, поточно 5453 граѓани. Сега ќе видиме каква била ситуацијата во 2014 година во Гостивар, кога таму се гласаше на предвремените парламентарни избори. Резултатите покажуваат дека ВМРО, ДПМН заедно со останатите партии со кои на изборите настапија заедно освоиле повеќе гласови од коалицијата предводена од социјалдемократите во овој град. Поточно за ВМРО, ДПМН гласале 8032 граѓани, за коалицијата предводена од СДСМ гласале 3541 граѓани, изразено во проценти 21,9% наспроти 9,6%. Сега ќе ја погледнеме излезноста на парламентарните избори 2011 во Гостивар и 2014. Какви се навиките на граѓаните кои гласаат во овој град, во кој дел од денот најголем дел од граѓаните излегуваат и се упатуваат кон избирачките места. Гостиварци најчесто своето право на глас го искористуваат попладне. Најголема излезност на изборите одржани во 2014 година во Гостивар е регистрирана до 17 часот. Изразено во проценти, тоа изгледа 43,4%. Сега да видиме како била ситуацијата во Тетово. Каков беше исходот на последните два изборни циклуси во Тетово, град кој е дел исто така од 6-та изборна единица, каде што караванот на коалицијата предводена од ВМРО, ДПМН во моментов го одржува митингот. Пред 5 години 6590 граѓани во Тетово својот глас се одлучиле да го дадат за коалицијата предводена од ВМРО, ДПМН, односно на оваа партиска коалиција и припаднале 14,4% од гласовите. За СДСМ и партиите од нивната коалиција гласале 5089 граѓани. Или изразено во проценти, на оваа опција и припаднале 11% од гласовите. Ќе погледнеме и графиката за 2014 година. ВМРО, ДПМН на изборите пред 2 години во Тетово, каде што споменавме вечерва во моментов се одржува митинг, освоила 8041 глас, додека СДСМ тогаш во овој град добија 3729 гласови. Во проценти на коалицијата на СДСМ и припадна 8,3% од гласовите. Коалицијата пак која тогаш ја предводеше ВМРО, ДПМН зеде 17,8% од гласовите. Се потсетуваме и на гласачката навика на тетовчани. Во кој дел од денот Тетово излага да гласа? До 10 часот излезноста на парламентарните избори одржани во 2014 година изнесувала 4,8%, до 13 часот пак 24,3%, до 17 часот 48,9%, што значи дека жителите на Тетово не билуваат да гласаат наутро, туку барем на минатите избори во поголем број излегле на гласање во текот на попладневните часови. А сега одиме на резултатите од парламентарните избори одржани во 2011 година, кои се однесуваат на Делчево, каде што караванот на коалицијата предводена од СДСМ во овој момент одржува митинг. Овој град е дел од 3-та изборна единица. На изборите во 2011 година во Делчево за коалицијата на ВМРО, ДПМН гласале вкупно 4467 граѓани, или изразено во проценти 42,5% од гласачите. Својот глас во 2011 година го дале за оваа коалиција. За СДСМ, односно за коалицијата предводена од социјалдемократите, гласале 4048 граѓани, или преточено во проценти за СДСМ гласачкото ливче во Делчево го заокружиле 38,5% од гласачите.
На изборите одржани пред 2 години, жителите на Делчево повторно во поголем број ја дале својата поддршка за ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата што ја предводеше оваа партија. 2707 гласови за коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ во Делчево наспроти 3032 гласови за социјалдемократите и нивната коалиција, изразено во проценти 45,6% наспроти 29,3% за СДСМ. Се подсетуваме и на излезноста на парламентарните избори во 2011 и 2014 во Делчево, во кој дел од изборниот ден во овие два циклуси граѓаните кои гласаат во избирачките места во Делчево најмасовно излегле на гласање, односно ја гледаме и гласачката навика на жителите од овој крај. И во Делчево почесто, барем според истражувањата на телевизија Нова, се гласа попладне. Според статистиката пак, најголема излезност во 2014 година имало по 12 часот напладне до 17 часот, односно 58,1%. Секако, овие бројки се сумирани од одзивот на гласање за време на парламентарните избори во 2011 и 2014 година. А времето и статистиката ќе покаже дали на овие избори закажани за 11 декември бројките кои ја прикажуваат излезноста на граѓаните ќе остане иста, односно дека граѓаните повеќе излегуваат на гласање во попладневните часови.